Синоќа нешто пред 21 часот силно невреме го зафати Кичево. Поројниот дожд, проследен со чести и силни грмотевици и град, поплави дел од магистралниот пат кој поминува низ Кичево во близина на млинот веднаш до новиот кружен тек, каде што се дели патот кон Охрид и Прилеп. За брзо време двете коловозни ленти од патот се наполнија со околу половина метар вода на должина од 40 метри и истите не беа проодни, при што веднаш интервенираше и сообраќајната полиција од Кичево, која возилата ги пренасочуваше преку споредни патишта и немаше застој во сообраќајот. Ние ова утро го контактиравме раководителот на Дирекцијата за заштита и спасување на подрачното одделение во Кичево, господинот Драголјуб Поповски, кој што во телефонски разговор не извести дека синоќа заедно со уште двајца пожарникари од противпожарната единица во Кичево заедно со сите представници на Дирекцијата за заштита и спасување на Центарот за управување со кризи излегле на терен и будно ја следеа состојбата и помага во спречување на поголеми катастрофи од надојдената вода. Имаше две интервенции на две заглавени возила, меѓутоа тие две заглавени возила беа токму тука на овој магистрален пат, при што со помош на друга механизација со сајли беа извадени тие моторни возила кои што заради реков длабочината од околу пола метар вода во која што се нашле тие две возила, истите возила изгаснали, не можеле повторно да ги запалат, така што мораше да се интервенира да се извлечат на тој начин. Сообраќајната полиција навреме си ја заврши работата, пренасочувајќи ги сите оние возила кои што се упатуваа, односно требаше да се движат токму во преку овие две ленти, дали кон Охрид и Прилеп или можеби тие што доаѓа од Охрид и Прилеп кон Кичево, се пренасочуваа кон споредни улици се со цел да се избегне овој магистрален пат кој што се некаде до 22 часот беше под пола метро вода. Со брзата интервенција на екипите на Дирекцијата за заштита и спасување, на противпожарните екипи, на екипите од Центарот за управување со кризи, магистралниот пат некаде околу 22 часот и 40 минути синоќа беше повторно прооден и тоа од страна на двете насоки. И што е уште важно да кажам, дека со самото пренасочување на возилата во ниеден момент немаше застој на сообраќајот, можеби се одвиваше во отежнати услови и возилата се движеа пополека, меѓутоа условите нели налагаат тоа да биде така, меѓутоа во ниеден момент сообраќајот не беше во прекин. Да напоменам дека одредено завирување, односно поголемо количество на вода во градските улици не беше евидентирано, освен на улицата 29 ноември, каде што за брзо време беше и таа вода повлечена. Овде на магистралниот пат беше интервенирано со една пумпа со која што се црпеше водата, заедно при која што беа вклучени екипите на Дирекцијата за заштита и спасување. Реков дека до 22 часот и 40 минути таа вода беше целосно одстранета од магистралниот пат и истиот беше прооден. Раководителот на подрачното одделение на Дирекцијата за заштита и спасување од Кичево Драголјуб Поповски денес беше во Скопје на средба со директорот Шабан Салију, при што било договорено 5 до 10 пумпи дополнително да бидат доставени во Кичево со цел во иднина да се интервенира поефикасно во слични временски непогоди. Во текот на вчерашниот ден цело време во контакт раководителот на Дирекцијата за заштита и спасување беше со директорот Шабан Салију, како и со одредени други личности и функционери кои што помагаа и даваа насоки како да се работи, како што е заменикот директор на Дирекцијата за заштита и спасување Екрем Зендели, потоа за целата постапка и за сите моменти на терен беше редовно известуван и градоначалникот на општина Кичево, господинот Фатмир Дехари, како и командантот на просторниот штаб за Кичево, господинот Рамис Реджепи. Во вчерашното невреме не беа регистрирани штети како и повредени или загинати граѓани, а од утрово екипи на јавното претпријатие Комуналец ја расчистува и калта од коловозните ленти. Инаку ова место повеќе пати при поголемо количество на врнежи се поплавува, а како главна причина од Дирекцијата за заштита и спасување ја наведуваат малата пропусна моќ на шахтите во овој дел на градот.